Добар ден. За производителите главен генератор е профитот кого може да го остварат само доколку ги задоволат потребите и очекувањата на купувачите. Од друга страна, пак истите производители се притиснати од политичките одлуки преку кои им се наметнуваат во вид на разни норми. Затоа во последните неколку години се случуваат технолошки и производствени алијанси меѓу лутите конкуренти. На оваа тема го базираме денешното издание во кое, меѓу другото, ви обезбедуваме ексклузивен прилог од првото возење на Opel Corsa од предпродукцијската верзија. Уживајте! После својата визија за градската мобилност AMI One, Citroen како дел од обележувањето на 100 годишнината го подготви и вториот концепт. Символично означен како 1919, тој треба да ја представи идејата на марката за возење на подолги релации со исклучителна удобност. Како што наследството им налага, тој е целосно неконвенционален и се разликува од вообичаените автомобили. Вонсериските пропорции тркалата од дури 30 инчи овозможуваат спектакуларен дизајн на застаклената кабина, инспириран од аеронеутиката. Обмислена е како вистинска дневна соба и така е уредена. Секој патник ќе се чувствува единствено удобно благодарејќи на ослонувањето со прогресивни хидраулични граничници. Автономните способности и комуникацијата преку гласовни команди ќе овозможат целосно уживање за возењето. Погонската технологија содржи два електромотора од 462 конски сили и батерии од 100 киловат-часа кои му обезбедуваат вселенски перформанси и автономија од 800 километри. Конципиране за брзо полнење без кабли, при што за 20 минути се овозможува обновувањето на енергијата за 600 километри. Батериите можат да се дополнуваат и во тек на возењето ако постои инфраструктура за тоа. Очигледно замислени да се дополнуваат еден со друг, овие два електрични концепти на Citroen треба да ги исполнат сите потреби на купувачите кои сакаат слободно, но и еколошки да се движат во иднината што предстои. Некогаш славното име Де Томасо повторно ќе заблеска на автомобилското небо. Враќањето на италијанската марка официјално е најавено за фестивалот на брзината во Гудвуд на почетокот на јули. Основан во 1959 година, овој производител, кој своевремено беше рамо до рамо со Ламборгини и Ферари, не успеа да ја преживее глобализацијата. Новиот милениум го дочека со сериозни проблеми, практично без производство на возила. Собствениците се менуваа, а секој од се обидуваше да го заживее. Последен пат во 2011 година, од кога е и оваа снимка. Тој сега е во рацете на компанијата Ideal Team Ventures, која е заслужна за ревитализација на Apollo автомобили. Тој факт дава нова надеж дека амбициите за враќање на Де Томасо на вистина се остварливи. Подготвен е прототип на спортски автомобил под називот Project P, кој треба да биде модерна верзија на некогашната Пантера. Конкретни детали за него и воопшто за плановите за иднината нема, така што ќе мора да се стрпиме уште малку. Концептот е многу едноставен. Не се купува автомобил, но во секој момент може да се изнајми за да се завршат некои работи. Daimler започна многу ентузијастички и да го развива проектот Car2Go, но наместо да служи на возвишени цели, се судри со профани проблеми. Затоа неизвестна е судбината на развојот на овој концепт на изнајмување по потреба, а зошто ќе објасниме во следниот прилог. Идејата за каршеринг не е стара, но се уште е алтернативна во нашето сваќање за користење на автомобилите. До толку што некои слоеви на општеството на свој начин го протолкуваа нејзиното функционирање и го искористија на навистина алтернативен начин. Имено, 11 години после иницијативното лансирање на овој сервис Car2Go, Daimler мораше да се повлече од Чикаго заради тоа што 100 од вкупно 400 возила му беа украдени.
искористени. Се работи за модели на Смарт и Мерцедес, од кои дел беа искористени и за други криминални действија. Полицијата соопшти дека интензивно работи на истрагата во која засега се уапсени 16 лица. Од сето ова е јасно дека иако со перспективна иднина, времето на ваквите сервиси се уште не е дојдено. Идејата е да се понудат возила за краткорочно изнајмување кое се наплаќа според минутажата на користење со сите трошоци, вклучително и горивото. На тој начин, ние, место да купуваме автомобили, би ги употребувале ваквите за одење каде треба и кога треба. При тоа воопшто не треба да мислиме за се поврзано со нив, трошоците на нивната набавка, регистрација, одржување, па дури и за паркирање. Математиката на крај е секако позитивна, посебно за споменатите слоеви на општеството кои ја препознаа и искористија шансата што им се пружи. Разни вакви каршеринг сервиси функционираат во голем број во светот, а засега само на ограничени подрачја. Car2Go на Daimler е најголем и располага со 14.000 возила кои може да се користат во 26 градови во Европа, Америка и Азија. Најмногу ги има во Берлин, дури 2600, а најблиску до нас се Виена, Милано и Торино. Škoda. Simply clever. Немав време да те видам од сите страни. Немав време да размислувам, ни да те спојувам со никој друг, освен со себе, во првиот миг. Ти ме освои. Затоа што првиот впечаток е најважен. Новиот Kia Ceed Vision за 13.990 евра. Kia Motors, Македонија. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Метрополис, број 1 радиомрежа. За секој кој постојано се стреми кон повеќе. Ова е твојот нов фокус. Прогласен за автомобил на годината во Македонија. Трката по профитот и изнаоѓање на ефтина работна сила кај големите корпорации е секогаш на дневен ред. Групацијата Volkswagen секогаш се труди да ги задоволи своите акционери, па затоа реши да направи нова фабрика со големи производствени капацитети, каде ќе се изработуваат модели од повеќе марки, членки на групацијата. За жал, во потесниот избор не е Македонија, а во финалниот круг влегоа 3 балкански земји.
Неколку месеци откако се појавија првите информации во јавноста, Volkswagen групата и официјално се огласи ќе гради нова мултибренд фабрика. Потврдата за тоа стигна со само една реченица од надзорниот и управниот одбор, кои одлучија да се започнат конкретни преговори со преостанатите потенцијални локации. Ништо повеќе и ништо помалку не е кажано, така што се што досега слушнавме и понатаму останува во сферите на предпоставките. А тие започнаа кога светските медиуми ги најавија плановите на Volkswagen, во кои се поменуваа и регионов. Најмногу внимание на тоа посветија српските медиуми, кои веднаш ја прогласија својата земја за апсолутен фаворит. Се споменуваа дури и конкретни места каде ќе се изгради фабриката на германскиот гигант, во која треба да се произведуваат возила од повеќе марки. Во меѓувреме приказната еволуираше и ги опфати и Бугарија, Романија и Турција. Според неа, во фабриката со капацитет од 300.000 возила годишно ќе се инвестираат 1,4 милијарди евра и таа ќе вработува 5.000 луѓе. Со неа треба да се ослободат производствените ленти во трите најголеми фабрики во Германија за електричните возила. Но како од германската група немаше ниту збор за тоа, гласините се смирија се додека српски официјални извори од највисоко ниво повторно не ги актуализираа. Тие, тогаш образложувајќи ги конкретно своите адути, ја споменаа и Македонија како нивен конкурент во битката за новата инвестиција на германскиот производител. Само иницијативно се јави и Косово, нудејќи им се на германците како можна локација за новата фабрика. Прогнозите кои се на страна на други земји кандидати сепак се уште се во сферата на предпоставките. После Гили, уште една кинеска компанија сака со својот капитал да влезе во Daimler. Со поддршка од 3,3 милијарди евра, таква желба изрази Beijing Automotive, кој воедно е и нивниот партнер во Кина. Според проценетата вредност на германската група за тие пари, кинезите би добиле околу 5% од акциите. Со оглед на тоа што Гили веќе поседува 9,7%, тоа би значило сериозно засилување на кинеското влијание во раководењето со компанијата. Со ваквиот развој на настаните не се срекни ниту јавноста, ниту пак синдикатите. Тие сметаат дека на овој начин производството ќе започне да се сели во Кина, што впрочем веќе и се случува со Смарт. За финализирање на промената на собственичката структура мора позитивно да се изјаснат германските регулаторни агенции, како и постоечките акционери на Daimler. Суперавтомобилите секогаш предизвикуваат големо внимание и интерес. Покрај нивните перформанси, луѓето се заинтересирани и за нивните собственици. Поради тоа, тие се регрутирани за најважните споредни улоги во филмовите, каде ги поддржуваат квалитетите на главните протагонисти. Но за да станат политички коректни покрај бензинските коњи, на помош ги повикаа и електричните. Така, Астон Мартин веќе има адекватен модел, а Ферари го најави својот комерцијален хибрид со 1000 коњи. Некои автомобили имаат загарантирано вечно место во историјата. Ги има скоро секој производител, но најмногу Ламборгини. Еден таков е Миура, кој на почетокот на својата кариера имаше улога во филмот Италијанска работа. Тој судбината на големото платно ја заврши во длабока провалија, со што со право примерокот користен за снимање се сметаше за изгубен. Се досега кога од Ламборгини открија дека всушност во филмот се употребени два автомобила, уништениот веќе претходно имал доживеано сообраќајна несреќа. Оној со кој се снимеле сцените во возењето бил вратен во фабриката да биде подготвен за испорака на неговиот прв собственик, еден купувач од Рим. Новите факти велат дека тој сега се наоѓа во една приватна збирка во Лихтенштеин. Бил купен лани без посветениот колекционер воопшто да знае дека е користен во споменатиот филм. За тоа се дознало откако возилото го испратил во фабриката за верификација дека е во оригинална состојба.
Во тој процес, стручњаците на италијанскиот производител детално ги прегледуваат автомобилите, меѓу другото споредувајќи ги и броевите на шасијата и моторот од оригиналната документација што ја поседуваат. Овој модел се смета за пионер меѓу високоперформансните спортски двоседи со централен мотор, како претходник на легендарниот Конташ со своите максимални 276 км на час. На времето тој беше најбрзиот серијски автомобил. Се произведуваше од 1966 до 73 година и од него се направени само 764 примероци. Голем број фанови на Ламборгини со право го сметаат за најубав модел од историјата на марката. Кога италијанците во иста реченица ќе ги употребат зборовите Ферари и храброст, тогаш нешто навистина се случува. Историски би рекле, бидејќи тие не можеа да се воздржат и да не ни кажат дека се работи за хибриден модел со цели 1000 конски сили. Деталите сепак ги задржаа за себе. Им благодариме за тоа што на овој начин возбудата ќе биде поголема на ниво каква што секој Ферари заслужува, бил хибриден или не. Јавноста сепак не можеше да се воздржи и да не се обиде да ги дознае. Така се зборува дека хибридизацијата ќе дојде од 3 електромотори и дека се развиени две различни верзии, една со V6, а другата со V8 агрегат. Што се однесува до самиот автомобил, за него официјално има само еден збор. Се споменува дека ќе биде супер автомобил. А тоа, кога е во прашање Ферари, не кажува ништо што не го знаеме. Од порано сме информирани дека ќе биде позициониран над 812 Superfast, што значи на врвот на понудата. Но за разлика од него нема да има V12 агрегат кој ќе остане ексклузива. Во однос на перформансите, скоро сигурна предпоставка е дека нема да ги надмине ултраизданијата како Ла Ферари, иако ќе им се доближи. Но не и со цената за која се споменуваат некои 600.000 евра, што значи дека ќе биде за половина пониска. Официјалната презентација на новиот модел се очекува во септември, а од Ферари до крајот на годинава најавија уште 2 премиери. На пазарот присутна нешто помалку од 10 години, Ford Kuga успеа да добутка до својата трета генерација. Зголемувањето на димензиите, засилувањето на опременоста со многу електронски помагала, повеќе опции во системите за забава и воведување на хибриден погон се основните карактеристики. Подетално во следниот прилог. Ford ја представи третата генерација на својот компактен кросовер. Во однос на претходната Kuga порасна готово во сите насоки. Подолга е за 89 мм, а поширока за половина од тоа. Меѓуоскиното растојание е растегнато за 20 мм, а висината намалена за исто толку. Се темели на новата C2 платформа, која обезбедува 10% поголема цврстина и за просечни 90 кг помала тежина. За подобра аеродинамика, подот на возилото од долната страна е испеглан. Флуидните линии на каросеријата делуваат атрактивно од сите агли на гледање. Од внатрешноста, која е доста слична на актуелниот Focus, се истакнуваат дигиталната инструмент табла и 8-инчниот мултимедиски екран. Амбиентот го подобрува Bang & Olufsen аудиосистемот, а релаксираноста на патувањата, head-up дисплејот и поддршката за Android Auto и Apple CarPlay. За безбедноста е задолжена бројна електроника представена преку системите за надгледување на мртвите агли, препознавање на пешаци и велосипедисти, адаптибилниот темпомат и друго. Задните седишта се загревани и може да се поместуваат за патниците назад, за да имаат повеќе место за колената. Доколку пак се постават до крај нанапред, багажниот простор се зголемува за дополнителни 67 литри. Во напливот на електрификацијата, новата Kuga доби дури 3 еколошки верзии.
Најштедлива е плагин хибридната, која комбинира 2,5-литарски бензинец и електромотор со вкупно 225 конски сили. Просечната потрошувачка на овој модел е декларирана на 1,2 литри на 100 километри. Треба да споменеме дека според нормите на тестирање во нив се пресметани и 50 електрични километри колку што батеријата од 14 киловат-часа овозможува да се поминат. Ке следат и обичната и благата хибридна верзија на Куга. Освен дека ќе го има истиот бензинец, деталите за првата засега не се познати. Во втората пак погонот ќе доаѓа од 2-литарски мотор со 150 конски сили, спарен со 48 волтен стартер генератор и унапреден старт-стоп систем. Што се однесува до класичните мотори, во понуда ќе бидат 3 бензински и 2 дизела со моќност помеѓу 120 и 180 конски сили. Интересен е потполно новиот 8-степен автоматски менувач за кого погонот на сите тркала ќе се грижи интелигентниот систем. Форд лани од ова спортско корисно возило во Европа продаде 154.000 примероци. Новата генерација ќе пристигне на пазарот во втората половина од годинава по цени кои се очекува да бидат малку поголеми од сегашните. Патот кон иднината е поплочен со успесите од минатото, но не секогаш води во иста насока. Тоа го сватија во Ауди и соочени со предизвиците на предстојната електрификација, се уште ја немаат одредено судбината на два своји култни спортски модели. Таа директно не е поврзана со моментот на испораката на првиот e-tron, но високите трошоци и големиот ангажман околу развојот на електричните возила не дозволуваат предвремени компромиси. Плюс на тоа, проблеми создаваат и новите норми за тестирање со чие исполнување Audi TT и R8 имаат потешкоти. Тие влегуваат во втората половина од својот животен циклус, кога вообичаено треба да носат профит, но тоа никогаш не ни била нивна улога, туку за цврстување на имиџот на марката. А со оглед на новата електрична стратегија, сега се чинат излишни. Ако се додаде сето набројано, ситуацијата во која раководството на Ауди не сака да даде зелено светло за развој на нивните наследици е сосема логичен бизнис потек. Известна надеж сепак постои токму во електрификацијата. Интерни извори известуваат дека во Ауди во моментот се води битка за превласт на две струи – инженерската и маркетишката. Доколку најдат заеднички јазик, наведените два модели би можеле да бидат електрифицирани. Ова посебно се однесува на ТТ, чиј концепт како купе лимузина со 4 врати беше представен на салонот на автомобилите во Париз во 2014 година. Тогаш тој падна како жртва на Дизелгейт аферата, но сега би можел да заживее со електрифициран погон. Иднината на R8 пак зависи од Lamborghini, бидејќи тој всушност е верзија на Huracan со 4 прстени во амблемот. Сепак, во решавањето на судбината на овие два модели, најголемо влијание ќе имаат бројките за продажба, кои се катастрофални. Лани глобално од ТТ се продадени помалку од 15.000, а од R8 само 2.760 примероци. Моментално цената на нивните основни верзии во Германија изнесува 36, односно 166.000 евра. Помина неполн месец и ние се наоѓаме повторно во друштво на шестата генерација на Корса. Ја знаеме како изгледа, но не смееме да ви ја покажеме, а денеска сме повикани да ги почувствуваме динамичките својства кои ги нуди шестата генерација на Корса. Поставена врз основа на Peugeot 2008. Германците добија автономија што се однесува до дизајнот, но и до некои технички детали кои би требале да бидат задржани во име на имиџот на германската марка. Но Opel Corsa во финалната верзија ќе ја возиме дури за 1,5 месец, а до тогаш да видиме што може да се очекува кога ќе дојде таа на пазарот. Шестата генерација на Opel Corsa треба да
го измени воопшто имиджот на Opel во сегментот Б. Досега Opel беше познат по германскиот приод на правење на автомобилите. Тоа значи дека имаше одредена крутост и цврстина во управувањето, во сите механички склопови, но и во филингот кој го има возачот зад управувачот. Со шестата генерација, со нејзиниот прототип, успеавме да поминеме нешто повеќе од 180 километри и да добиеме една представа каква би била финалната верзија на Corsa 6. Во оваа мината километража можеме да издвоиме неколку сублимати. Пред се, Corsa веќе не е типично германски автомобил. Зошто? Затоа што таа многу има помека амортизација, помеко реагира на управувачот и целиот склоп делува некако по-француски. Бидејќи е поставена на основа на Peugeot 208, Corsa мораше да поднесе неколку компромиси. Пред се компромисите се во возните својства. А понатаму ќе видиме дека во дизајнот Corsa има своја автономија и свој пристап во решавањето и на ергономијата. Кога сме кај ергономијата, мора да кажеме дека седењето е многу подобро отколку во било која генерација на Corsa. Поради новите димензии, новата Corsa е пониска за 6 см, има иста должина и иста ширина. Уствари нешто ширината е поголема. Па затоа, поради ниското тежиште, спуштено е тежиштето и на седиштата, посебно на предните седишта за 3 сантиметри, па се има многу подобро чувство за управувачот како се движи автомобилот и како треба да се реагира. Ќе повторам, ова е предпродукцијски модел, а до класичното производство Corsa ја делат уште неколку месеци, па затоа ќе има и многу повеќе дотерувања на сетинзите, не само на подпирањето, туку и на управувачот. А кога сме кај механичките склопови, неизоставно е да се спомене моторизацијата. За сега Corsa ќе има два мотори, бензински и дизел. Бензинскиот е од 1,2 литри, трицилиндерски со турбополнач, но тој ќе има верзии од 75 па дури до 130 коњски сили. Додека дизелот ќе биде само еден, од 1,5 литри. Значи во Opel преживеа дизелот и тој има иднина. Што се однесува до 1,2 литарскиот турбобензински мотор, тој работи малку погласно отколку што очекував, а оние класични вибрации кои се јавуваат кај трицилиндерските мотори како да се пригушени. Исто така Corsa има интересни решенија на инструмент таблата, додека останатите внатрешни елементи се покриени и нема што да кажеме за нив. Мислам дека Corsa, бидејќи ќе се произведува само во изведба со 5 врати, ќе биде интересна за пазарот, но бидејќи во предпродукцијскиот тест модел не може да ги отвориме задните врати, не може да добиеме впечаток колкави се тие врати. Но имам впечаток дека на задната клупа има малку простор, исто како што е кај Peugeot 208. Но за финалниот заклучок ќе почекаме неколку месеци кога ќе се соочиме со финалната верзија. Тест возењата ги извршивме на границата помеѓу Германија и Франција. Символично влегувавме од Германија во Франција, па се враќавме во Германија и така натаму. Тука може и да се постави прашањето дали Corsa е се уште германски автомобил. Финалниот одговор ќе може да го дадам за неколку месеци за да бидам објективен. Но првите впечатоци
се дека Корса почнува полека но сигурно да збори течно француски.